На 30 семејства од ромската населба Тризла во Прилеп веќе еден месец периодично, а последниве 10 дена и редовно, електрична енергија во своите домови добивале само по 2 часа дневно. Причината за ваквата состојба бил известен дефект во локалната трафостаница, за кој екипите на Евана не можеле точно да кажат кога ќе бил трајно отстранет. Секоја вечер нема струја, на Сабајле ќе ја пушта во 7 часот до 9 сато, па ја исклучува. На секој од нас ни го кажува истото дека е дефекто пријавен, дека ќе се отстрани тоа, ама немале временски рок. Проблем е со истата фаза. Сабајле дошле на надлежните во Евана. Значи го сменале осигурача, ставале од 400 ампери, а кој не е доволен, значи да ги задоволи нашите потреби. Требало од 1000 ампери да се стави осигурач. Нередовното двочасовно снабдување со струја, освен што им го комплицирало секојдневието во овие зимски услови на минусни температури, предизвикало и бројни дефекти кај домашните уреди. Револтот и загриженоста кај овие луѓе стануваат уште поголеми и заради престојниот почеток на второто полугодие за учениците. Ни навечер струја, ни дење немаме струја. Децата ќе почнат да ни учат на школу. Како да ги праќаме? Вошло, валкани, нема што да ги капиме децата. Ни прегореа флижидери едно друго, кој ќе ги плаќа тие работи? Немаме средство, не можеме в купатило да влезиме, да се искапиме, да се избричиме, деца мали имаме. Од Евана ги отфрлаат овие обвинувања, правдајки се дека таквата состојба била последица на кражбите на струја кои биле евидентирани во оваа населба. Корисниците кои живеат кои се напојуваат од овие трафостаници, ја користат електрична енергија повеќе од она што им е потребно и затоа апелираме на разумно користење со цел да се намалат протоварувањата, за да не горат осигурувачите на трафостаницата. Секој час гори осигурувач на трафостаница Девој 1. Екипите на Ева на Македонија постојано се таму, ги санираат дефектите, го менуваат осигурувачот, но бидејќи реков таму неконтролирано и нелегално се користи електричната енергија и веднаш се протоварува трафостаницата и горат осигурувачи. Инаку прилепската ромска населба Тризла во предизборието беше една од најексплоатираните од страна на сегашната власт по однос на решавањето на бројните проблеми со кои се соочуваат нејзините жители, меѓу кои и со квалитетното напојување со електрична енергија.